Почитувани мои, добар ден. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и впрочем ова е вашиот термин за информирање за сето она што се однесува во однос на вашето здравје, за сите проблеми, како што напоменав и минатата емисија, и психички и физички состојби на вашето здравје. Исто така и ви најавив во минатата емисија дека нема да се држам строго до концептот да викам само доктори, специјалисти и да разговараме нели за оние заболувања кои што секојдневно се случуваат кај вас. Решив нели да повикам и други соговорници со кои што сето она што ќе го разговараме во емисијата ќе има позитивен ефект врз вашето психичко и физичко здравје. Затоа што ако нели психата ни е во ред, тогаш и физичкото здравје ќе ни биде подобро. Пред да го најавам денешниот мој соговорник, би сакала само да прочитам нешто. Вели вака: позитивната енергија, личниот развој, мотивацијата и духовната насоченост се основи за напредување во животот и за исцелување на душата. Недостатокот на мир со себе е предизвикувач на многу болести и напнати психички состојби. Кога во себе носиме голем емоционален товар, тогаш внатрешниот немир целосно не разјадува и оддалечува од хармонијата на животот. Ете, ова впрочем ми беше иницијативата и идејата за да овде биде денес со мене во студиото. Аз се надевам дека сето она што ќе го говориме денес ќе биде од голема ваша корист. Со мене во студиото е доцент доктор Зоран Крстевски, кој што е универзитетски професор за економски науки при Европскиот универзитет во Скопје. Доктор Зоран Крстевски, ми е драго што првпат сте гостин во емисијата Ваш термин. Благодарам на најавата, благодарам на можноста да поразговараме за интересни теми, кои што се надевам ќе предизвикаат позитивни вибрации кај нашите гледачи. Така. Еве ова е твојата последна книга издадена, мисля че ни 8 поред дека. Да, 8. Исцелување на душата. Тоа што го прочитав е дел од книгата. Има уште многу вакви интересни нели работи да се прочитаат и корисни работи да се прочитаат во однос на сето она што е како вовед. Меѓутоа, нели сето она што ние ќе го говориме и како делува врз целокупната општа здравствена состојба на еден човек. Како првин да го најдеме мирот во себе си со себе си. Би сакала уште нешто да прочитам кое што е дел од книгата, па потоа ќе го започнеме разговорот. Вели вака: во книгата Исцелување на душата ќе го пронајдете изворот на сознание како да допрете до мирот, хармонијата и позитивната визија низ животот. На животот, мирот со себе и исцелувањето на душата се највредните нешта кои на сите нас ни се потребни во ова време на брзо и стресно живење. Смирениот дух е тоа што е потребно на душата. Навлези во себе, почувствувај го мирот и радувај се бидејќи успеа да се излечеш од негативните лица и неубавите животни ситуации и да уживаш со духовно осознаените лица и позитивните животни ситуации. На својата душа треба да ја покажеме позитивна енергија и да ја дадеме љубов, бидејќи што и да се случи, таа никогаш нема да не изневери и напушти. Колку љубов и внимание и даруваме на душата, толку ќе ни биде убаво и помирно во животот. Колку преубаво кажано, доктор Зоран. Како луѓето, еве на почеток да кажеме, како да го пронајдеме мирот во себе? Дали е тоа суштината на сето она што се вели општо добро за сите нас? Па видете, прво, не е лесно тоа да се постигне, а не е невозможно. А зашто не е лесно? Бидејќи сите ние сме обкружени, живееме со други луѓе, живееме во одредена социјална средина, произлегуваме одредено семејство, имаме генетска детерминираност, така што сите тие нешта влијаат врз свеста и хармонитетот на поединецот. Сега гледате, општество. Дали исто да бидеме во Шведска, во Америка, во Италија или во Гвинеја, во Занзибар да бидеме или во Македонија. Значи, социјалната средина ни создава одреден вид на дисхармонитет или на предност. Зашто предност? Полесно до обработување, подобра социјална заштита, подобра можност за едукација и образование, подобар просперитет, поголема благосостојба на основа на материјалното.
или некаде каде што едноставно овие нешта не достигаат, бидејќи не се знае нештата кон што водат, дали кон анархија, дали кон себичност, дали кон тенденција само ние, а за другите не ме интересира, и автоматски сите тие неправди или лоши социјални услови влијат врз духот на човекот. Потоа, семејството. Замислете ту семејство во кое што нема разговор, нема блискост, нема љубов, нема разбирање. Кај што секој влече на своја страна, превладуваат конфликти, како младата личност ќе се развива, како брачниот партнер ќе се чувства исполнет или како поединецот ќе се усовршува и ќе го постигне мирот со себе си. Затоа, еден од главните фактори, каде живееш, со кого живееш, со што си обкружен и како ги надминуваш потенцијалните потешкоти. И второто, без оглед на околностите, многу е битно да се насочиш кон себе си, да се бара себе си и да го пронајдеш излезот. Бидејќи се историјата што покажала. Еден доктор Виктор Франкл, невропсихијатар од Виена. Замислете, во Аушвиц бил, во најтешките животни услови, па наоѓал смисла цел како да опстане, како да не си го наруши достоинството, што се вели тој хумана димензија на личноста и како да се задржи и понатака нели да отвори предиспозиции да опстане. Значи, потоа еден Солженицин, голем руски писател, бил во гулазите во Советска Русија, кој исто така се соочил со потешкоти, со невозможности, бидејќи насекаде имало атаци. Па и тој ја задржал својата човечност, се задржал себе си. Значи, без оглед на околностите, сите ние имаме опција да бираме. Значи, бираме дали ќе потлекнеме, дали ќе се градиме себе си, дали ќе вложуваме во себе си или ќе бидеме жртви на надворешните фактори. Сега, замислете, во Аушвиц главната филозофија било кога веќе одиш да работиш, да не бидеш у првите редови, затоа што тие што одели у првите редови биле напастувани, напаѓани, тепани од страна на нацистите, или ако бидеш у последните редови, кој ќе дојдеш за вечерата, ќе нема за тебе јадење. Клучно да бидеш у средните редови. И го одржува мислата. Потоа да не бидеш кодаш. Потоа да не патне со духот, да создадеш имагинација и фантазија. Он ја создал на тој начин, со тоа што размислил што ќе биде кога ќе се надмине состојбата во концентрацијниот логор. Значи, што ме одржува? Надежта, волјата, па и фантазијата. И потоа, нели, некако се спаси тој Виктор Франкл и напиша книга за смислата. И тука е една од главните потешкоти со кои што сите ние се соочуваме, каде ја бараме смислата? Кон што се насочуваме? Што не одржува во животот. Дали смислата се другите или смислата сум јас самиот. И сега гледате, например, еден филозоф, Жан Пол Сартр, што има кажано. Пеколо, тоа се другите. Вели, доволно да ставиме 10 мина во една просторија, да ги пуштиме да живеат како што има се во тие реалити шоуа и да видите што ќе се случи. Его, борба, напад, завидливост. Каде што нема глума. Каде што нема глума. И затоа вели, на крај што ни останува? Фокус кон себе си. Така. И затоа мислам дека едни од главните категории во животот е прво да најдеме начин да се опуштиме. Така. Значи, дистанца до нашто од кризата која што така, зашто еве гледате, ние сега имаме социјална средина или имаме општествена ситуација во која што не се чувствуваме добро. И некој се фокусираме на тоа негативно што преовладува, нели неправда, правен систем, што се случува со опцијата, здравствена заштита, каква е едукацијата, каква е перспективата на децата, каде ние се наоѓаме, ние ќе страдаме, односно ќе сметнеме песимизам. Нема да се чувствуваме добро со самите себе си. Потоа, ако се преокупираме со работи од минатото, кој што ни создал, зашто не повредил, зашто не сме менаџирале, зашто сме дозволиле, зашто не искористиле, зашто не искористивме шансата, на што му даваме предност? На законот на отпорот, на законот на негативната вибрација. И тогаш како ќе имаме мир со себе си? Значи, одма ги лоцираме само дел од проблематиките кои што ни го оневозможуваат мирот со себе си. Социјална средина, семејни состојби, однос кон минато, однос кон себе си. И автоматски не можеш напред. Што треба да направиш? Прво да се опуштиш. Так. Дали може минатото да го спречиме или да се вратиме назад да ги поправиме грешките? Значи не можеме. Минатото е зад нас. Ние треба да се стремиме во мигот на сегашноста, градејќи ги перспективите во иднината. Второ, значи да се ослободиме од сето нешто не оптеритува психички. Сега гледате. Значи сега ви ги асоцирам методите за кои што сум пишувал во оваа книга Исцелување на душата. Значи, ние се врзуваме. Сега да земам тоа таму вашиве очила тука што е футролата и да се врзам јас сега за неја да ги држам овде и да ви зборувам. Како ќе ви зборувам кога сум врзан за проблематика? Значи, одредена проблематика ме разјадува. Одредена проблематика ми создава немир и ме дефокусира од позитивното, бидејќи му давам предност на негативното. Кој е негативното?
некоја лоша сугестија, некоја неправда на работно место, некоја болка, страдање од минатото, некој чувство дека сум мал, обичен, невреден, некој вид на разочарување заради блиски, можеби тага заради страдање на блиски. И ние се врзуваме за проблемот. Гледате, ние сме врзани. Што е решението? Да го пуштиме проблемот, да се одврземе. Ние ако се врземе за проблемот, нема да го решиме проблемот. Значи ние се одврзуваме. На кој начин? Со тоа што прифаќаме. Значи мора да прифатиме. Да се прифатиме себе си, да прифатиме дека сме родени и живееме во оваа држава, да прифатиме дека ние семејството не го бираме, едноставно така ни е зададено и дека не случајно сме се родили и живееме во такво семејство за да научиме животни лекции. Треба да прифатиме дека сме градале одредени љубовни врски кои може завршиле или биле такви какви што биле. Треба да прифатиме со некои луѓе имало недоразбирање и тие недоразбирања можеле да не повредат, но ние ќе прифатиме дека и тоа е возможно, сите луѓе не се духовно воздигнати. Сите луѓе немаат свест да не разберат. Значи прифати. Не се врзој за проблемот. Пушти ги нештата како низ вода. Тука не знам во книгава дали го дадов примерот, мислам дека не го дадов, со куферот кој што треба да го пуштиме да тече по реката. Сега гледате еден пример. Значи ние во животот акумулираме разни искуства и навики. Ние акумулираме афекти, нервози и стресови. Тие и се наоѓаат во нашиот емоционален мозок во амигдалата. И тоа се трупа, се полни, како што чашата се полни, така ни се полни нашиот емоционален резервоар. И ни се полни со болки, со страдања, со тага, со незадоволство, со нерасположение, со чувство на помала вредност и не го полниме. Еден ден нешто дополнително се наполни и нас не истекува. И ни создава немир, ни создава афект, ни создава депресија, ни создава меланхолија или несигурност. Што треба да направиме? Да се испразниме. Значи, како се испразнуваме? Си замислиш име генитивно еден куфер. И во тој куфер, како што треба да стави стари алишта кои не ти се потребни, ставиш стари навики, стари сознанија, ставиш состојби кои што ти пречат, ставаш немир, афект кој што си го проживел, наполни го куферот. Стави ги сите работи што не ти се потребни. И на крај го пушташ низ реката. Што е реката? Реката на животот. Реката на прочистувањето. Затоа што водата ги прочиствува нештото. Тоа у христијанството одамна признато и покажано. Значи водата ги чистува гревовите, водата те ослободува, водата протекува, водата секојаш е наново нова. Никогаш не се соочува со истата вода. Така. Секоја нова е нова вода. Значи пушти ги нештата по реката на животот, пушти ги да протечат, да си отидат далеко од тебе. Зашто? Бидејќи реката ќе ги однесе, нема да ги гледаш. Ние сега овде ги гледаме проблемите, ако ги чувствуваме на својот грб, ако ги носиме во себе си, како ќе ги разрешиме? Ние мора да ги пуштиме. И пуштаме имагинативно со тоа што создаваме како еден куфер во кој ослободуваме лица, ситуации, состојби и така протекува. Бидејќи по фенг шуи, што се кажува, за да домот ти протече, енергијата ти биде чиста, земи ослободи го домот од сите непотребни нешта. Па весници имало премногу, па фрли ги весници. Се што е па разна гардероба, што не ти е потребна, па ослободи ја, дади ја некаде, било што направи, прочисти го просторот. Ослободи за да дојде нешто ново. Така што ова ви е само еден вид на асоциација како ние да дојдеме до мирот со себе си, првично со ослободување од штетни работи, второ со неврзување, бидејќи секоја врзаност создава зависност. И трето со прифаќање. Ако не го прифатиме минатото, ако не се прифатиме себе си, најклучни зборови да најдеме вака да ги прираскажаме, нема да имаат ефект. Имате тука интересен еден дел. Вели вака, следниве аспекти на постапување може максимално да ја подобрат ефикасноста и да придонесат за хармонизирање на личноста. Како што и впрочем говоревте досега, секојдневно да одржуваме бистар ум, кој ќе ни помогне да ги утврдиме приоритетите и да ја сочуваме својата креативна енергија, што поредко да бидеме во контакт со лица кои што не манипулираат и негативно влијаат врз нашата личност, да се одблокираме од нештата кои ни го одземаат вниманието и не придонесуваат за нашиот личен развој, да уживаме во мигот, тоа ми е многу важно, мигот, времето. Што значи времето за нас, луѓето? Понекогаш забораваме дека времето си врви, дека времето поминува, тече, ништо назад не се враќа. И треба секој нов ден да го искористиме за нешто добро, за нешто убаво, за нешто позитивно да направиме за себе си. Животот едноставно или времето е како стрела пуштена од лак, што никогаш не се враќа. Значи како ќе го вратиш времето? Како ќе се вратиш у младост? Како ќе ја подобриш грешката? Нема назад. Значи нема назад. Кој е главниот акцент на животот? Мигот на сегашноста. Сега си ти тој. Сега постоиш.
Сега ние знаеме ли што се случува, да речеме, во некоја насаба таму Скопска? Или што се случува во Прилеп? Так, не знаеме. Не знаеме. Знаеме што се случува тука и сега. Да. И ние се пренесуваме овде и го гледаме мигот. Мигот на опуштеност, на фокус, на позитивно чувство, на пренес на убава енергија, на придонес за другите нешто да осознаат. И ние уживаме ако тој миг вроди со плод. И да не вроди кај другите, вродува кај нас. Ние сме во добивка. Значи, гледате, ние мигот го врзуваме каков ќе биде за другите. Не, каков е мигот за нас. Вие велите во една емисија, јас сум овде затоа што имам што да пренесам до луѓето. И треба да ми се даде можност или да го искористам овој миг сега, вие да го искористите за да го пренесеме сето она што вие имате да им го пренесете. Бидејќи нели медиумот, како и да е, целта е тоа, да се пренесат информациите. Ние сме дел од една целина. Так. Таа целина е, да речеме, еволуцијска рамка која што ги движи нештото напред. Кај што ова сега човекот што постанал е на основа на нешто што можеби неандерталецот го работел пред милиони години. Значи се си има развој. Главниот аспект е еволуција на свест и вложување во дух. Значи еволуција на свест. Колку повисока свест, толку подобар напредок за човештвото. Толку подобро за поединецот, толку подобро подхранување на неговата душа. Бидејќи зашто ние постоиме? Постоиме за смиреност на душа, да еволуира под услов дека нашата душа не умира, дека продолжува да живее или во една поинаква задгробна димензија, или пак чекајќи го второто Христово доаѓање, ескатологијата, или според реинкарнацијата хиндусите или будистите со пренос во едно ново тело. Кога човекот повторно се раѓа, но не е битно. Душата е бесмртна. Ако е душата бесмртна, тогаш ние живееме заради душата. Душата акумулира информации, акумулира свест. Како ја храниме душата денеска, така ќе ни биде утре. Односно, тоа што сме денес е показател на тоа што сме биле вчера. Значи, гледате, има железна верига која не се прекинува. Дека ништо не е случајно, дека се со се е поврзано и дека главната основа на човековото постоење е еволуција. И сега, што се случува денесно живење? Еволуција материјално. Само алчност, пари, крадење, не извршување на својата должност. Анимално живење на ниво на животни. Дури животните се подобри од некои луѓе, бидејќи имаат своја цел, бидејќи не им напокастуваат на другите животни. Земаат или јадат оноку колку што им е доволно. Што се случи на еволуцијска рамка со човекот? Значи грабеж, ниска свест, ниски побуди, ниска ориентација кон животот, алчност, желба за да напакостам, его, тенденција значи за деструкција. И автоматски каде е напредокот на човештвото? Како еволуцијата ќе оди напред? Не може да оди. Бидејќи имаме духовно неразбудени поединци кои не работат на категоријата на свест, а таа е прави си добро на самиот себе си, но не на телото, туку на својата душа. Душата многу добро знае што е потребно. Второ, подигнеа својата совест, бидејќи на основа на повисока совест ќе внимаваш на другите. И трето, имај повисоко развиена свест, бидејќи на основа на повисоката развиена свест ќе знаеш како да се однесуваш кон себе си и кон другите луѓе. Кога има недостиг на висока свест, можеме да одиме у блуд, у неморал? Можеме. Можеме да одиме у грабеж, у алчност? Можеме да одиме во его? Може да одиме уништување на животни, на екосистем, на држава? Може да одиме. Бидејќи нивото на свест е ниска. Дали нивото на свест секојаш доаѓа со учењето со титулите? Не доаѓа. Апсолутно. Доаѓа со развиеноста на личност, со емпатијата, со човечноста, со хуманата димензија. И второ, двете најголеми вредности за кои имам и пишувано, едната ви е должност, а втората ви е одговорност. И сега ставете ги вие пред вас. Должност, одговорност кон семејство. Должност, одговорност кон работна организација. Должност, одговорност кон држава или кон татковина. Должност, одговорност кон самиот себе си. И затоа пишувале и еден филозоф Ханс Јонас и пишувал Имануел Кант. Кант пишувал за должноста, освето должност, колку си ти битна, ти си креатор на сите нешта и колку е клучна одговорноста. И сега преплетете го во однос на надворешна средина. Или во однос на она што се случува во одреден вид на политички начин на владење. Каде е должноста? Дали некоја личност која што е избрана на некоја функција без разлика кој вид на функција е извршила својата должност? Дали е одговорна? И сега одите во семејството. Дали е извршила својата должност кон децата, кон семејството, кон партнерот, партнерката? Колкава одговорност покажам и потоа одиме кон себе си. Која е мојата должност? Да бидам филозоф. Ако сум филозоф, сум предаден аристократија на дух. Мора да кажеш мислење, мора да има став. Не можеш да седиш на страна и да оставиш нешто да протекуваат во една ништожност. Можеш да реагираш. На кој начин реагираш?
одиш на емисии, зборуваш, пишуваш книги, пишуваш колумни, настапуваш во професионалната дејност како професор. Так. Шириш благодет, или шириш позитивна вибрација, или шириш едукација. Зашто ја шириш? Бидејќи си одговорен и бидејќи си талентиран, надарен за тоа, бидејќи Бог пропишал така. И сега гледате втората страна. Му дале функција да држи некоја си политичка моќ. Така. Му дале функција да држи некоја компанија. Му дале опција да гради одредено семејство. Му дале опција да влезе во одреден брак, во одредено партнерство, да придонесе за семејството. Се уништуваат. Зашто уништуваат? Синдром на самоуништување. Значи, синдромот на самоуништување, подсвесната агресивност, не се определува за позитивен начин на действување, се определува за негативниот пристап кон животот. И тога се изненадуваме. Потезот на таквиот политичар, таквиот функционер, таквиот, да не речам, менеджер, таквата личност во љубовта е да го избере негативното, не да го избере продуктивното. И еден ден кога нели душата се развива, кој ќе дојде до распадот на системот, а секојаш доаѓа, бидејќи аномалијата, слабоста не може да се избегне, тогаш таа личност можеби ќе се запраша што тоа ја направи во животот. За да не дојдеме во таа ситуација, ни треба свесност, будење на личноста, позитивно действување, едукација, читање, за да на тој вид на животна раскрсница го определиме вистинскиот пат. Сега, кој би е вистинскиот пат? Љубовта, мирот со себе си, духовната хармонизираност, чувството дека јас во овој свет не дојдов само заради насладите на телото и заради алчноста парите и трупањето материјални добра, туку дојдов заради придонесот. И гледате мајка Тереза што има кажано. Ако не можеш да направиш големи работи, прави ги малечките работи, но со голема љубов. Значи, што малечко може да кажеме ние во моментов? Може некој знаење да пренесеме. Па може да дадеме книга, па може некого да го пофалиме. Може само со едно зборче некого да инспирираме. Да. И гледате секој на основа својата должност и одговорност. Каде е проблемот? Што сега ако одиме во таа тешка филозофија, мајвеќе одиме. Значи, кажано е за тој дуализам. Дуализмот подразбира тој што е по манихејската теорија. Така. Заратустра и компанија, овој свет се дели свет на доброто и свет на злото. Затоа Мојсија секогаш е било така. Така. И Мојсија која се сивна од Светата гора, која дојде со 10 Божји заповеди и начека таму Натан и компанија кои го славеа златното теле. И имаше и има луѓе кои се определија за златното теле. И тоа златно теле не е случајно на Вол Стрит. И не е случајно врзано со капиталот, со моќта, со материјалното, со телесното. И луѓе одадени кон духовното. Луѓе со чистото, со она позитивното, кои сакаат да стимулираат, кои сакаат да придонесат, кои сакаат да се заштитат и себе си и другите од наездата на злото. И за жал, во овој свет најчесто страдале таквите поединци. Па и ако ја испитаме историјата, ќе видите, еден Сократ бил принуден да биде испиен, да го испие отровот. Еден Аристотел немал право да отиде во Атина. Еден Платон бил продаден како роб. Еден Боеција бил тотално масакриран, овој филозоф. Жан-Жак Русо не можел да се прехрани. Волтер бил затворен во Бастилја. Еден Кампанела филозоф 27 години го ставиле во Зандана. Еден Пиер Абелар кој имал голема љубов кон Луиза, го кастрирале тие мокниците. Джордано Бруно го спалија. Нелсон Мандела 27 години во затвор го ставија. И да не ширам ред други. Чарли Чаплин кој се борел за правда, за етика, за морал, го протерале фактички од Америка. Кој го прави тоа? Луѓето на негативната вибрација. Но зошто е тоа така? Па зашто таква е свеста? Затоа што ете гледате, не може да се испита доброто, светлосното, ако не го приспитаме. Полесно е да се прифати лошото од доброто? Па да, Исус Христос дојде спасителот, прозрачи со љубов, со благодарност, со ширење на една, би рекол, универзална вистина, на ненапаѓање, на насилство, на сомилост, на сочувство, на ангажман за другите. Па овие кога требаше да бираат, го избара разбойникот Варава. Значи гледате, не го препознаа. Имаше опција да биде избран спасителот, но групата го избрава разбойникот како прво. Второ, кој го не го предаде? Естаблишментот. Садукеите, фарисеите го држаа монополот. Во духовна смисла беа со центурините. Римјаните исто не им одговараше некој кој што ќе го ослободи духот. На римјаните им е полесно да се бореа со некој што се тежне да го ослободи телото, бидејќи на нив ќе им направат насилство, отколку овој кој што ги мотивира на ослободување на духот, затоа што ако тебе ти е духот слободен, никој не може да те стави во Зандана. Тоа Мигуел де Сервантес го има кажано. Вели, ако мене ми е душата слободна, ако мене ми е духот ослободен од разна зависност, ако ја длабоко во себе сум слободен, мене во каква сакаат Зандана да ме стават, не може да ме заробат. Тоа нели истото го рече и Джордано Бруно, кој не се откаже од вистината. Така што овие луѓе
на неосвестеност, на материализираност, на негативна вибрација, тие на секој начин гледате сакаат да не подјармат. И тие не подјармуваат. Или со селекција, или со потрончиња, или со неосвестени поединци, или со подхранување на материјалното, или со стравот. И потоа ти наметнуваат страв. Страв од економска рецесија, страв од војна, страв од овој блискиот до нас, кој можел да се побуни, а тој се буни 30 години. Па страв дека ќе бидете сиромашни, па страв ќе останете без работно место, па страв никој не ве сака, никада нема да ве прими и ние се плашиме. Меѓутоа, ако се плашиме, пак ништо нема да направиме. Така е, ама они играат на категорија на страв, па еве страв од болести. Па има разни болести, па и вакцини, па едно, па друго, трето, а никој не знае кој сето тоа го продуцира и заради која цел. Так. И тука се медиумите, тука е пропагандата, тука се овие намесниците, тука се така наречените мудрици кои ќе ти ги наметнат и ти можеш да ги прифатиш. И инсталирање на неспособни. Затоа што која е јасната теорија на излезот? Мудрост и етика. Значи ја и докторирав на таа тема. Кога имаш мудрост, не може да те манипулира. И он што ти оди на заглупување. И што преовладува по медиуми? Турска серија. Мудриот човек притежно молчи. Така. Значи он гледа да ти одземе мудроста, свеста, да те заглупи, да те направи зависен и да те приклони да му заокружиш, да ти даде 2 сендвича па да трчаш, да немаш право на глас, да немаш што да кажеш, да те поседува, да те владее. Бидејќи колку си помудар, толку ги согледуваш разликите. И второто, едноставно те фаќа на категоријата безбедност, страв. Кога ти веќе си на линијата да немаш каде, ти за да обстанеш мора се да прифатиш. Немаш каде, едноставно ти наметнува дека нема да живееш, нема да екзистираш, дека не можеш да се прехраниш, дека не можеш да работиш. И те доведу до таква ситуација, како што на времето едни ги доведува компаниите, фабриките, значи ги обезвреднија, ги испокрадува, ги доведу до линија и веќе нема каде, работниците ги дадоа акциите и така овие си ги придобија и потоа си станаа капиталисти. Само го сменија тоа шинелчето. Така што аномалиите ви се општо признати и познати и присутни, само кој како сака да ги гледа. И обично овие филозофиве со пробудена свест секогаш бодат очи. И никогаш не се прифатени. Ама па тоа е, велам, должност и одговорност. Ако си даден да бидеш филозоф, биде филозоф, не биде приклоник. Филозофот што ви е? Љубител на мудроста. Или тој што го сака знаењето и кој го пренесува знаењето. Значи, само верност кон должност. Ако си доктор, медицинар, имаш Хипократова заклетва, која што не случајно ти е пропишана. Имаш етички кодекси во работни организации. Имаш етичка одговорност во поглед на извршување значајна политичка функција или било која друга функција, како обвинител, како судија и така натака, да не ги ширам работите. Значи, кога нема одговорност, има анархија. Кога нема извршување на должност, има безперспектива. И тука се јасно поставени нештата и дополнително со невложување во едукација, со заглупување. Затоа образованието спаѓа на најниско ниво, наместо да биде на највисоко. За среќа, еве, јас и кај нас во Европскиот универзитет, ние работиме на поинакви стандарди и се обидуваме да ги подигнеме вредностите. Значи, вредностите на едукација на знаење. За разлика од не знам каде и како, каде што е битно да поминеш. Но тоа да битно да поминам, утре ќе те соочи со животна ситуација. Тоа се вика гранична животна ситуација. Кога знаењето, духот и карактерот ја асоцираат каква личност носиш со себе и како ќе се спротивстави со проблемите. И така докторот во медицината со некој тежок случај нема да го спаси него политичката партија или партиската книжка или дипломата, туку знаењето. Така некој во проблем во љубовта, во проблем со некоја друга ситуација, проблем со здравје, ќе го спаси карактерот и личноста. И затоа се вели, исцелувај се, работи на себе, подигни се себе си, не знаеш кога тоа ќе ти биде потребно. А парите, да, потребни ми се да си ја возможам, но некогаш не може да ми ја спаса душата, дури не може да ми го купат здравјето. Да, меѓутоа, доктор Зоран, јас, еве и вие, свесни сме дека во последниве години наназад материјалното преопладува кај луѓето, има трка по пари, по заработка што поголема, повеќе се придава значење, како што велите, кон парите, отколку кон она што го носиме во себе духовното, а само тоа може на некој начин да не направи среќни. Иако можеби и претходно си му обетевме на оваа тема дека можеби пак некои луѓе не можат да бидат среќни духовно, можеби само тоа ги радува. Меѓутоа, за оние кои што не следат и за оние кои што не слушаат во моментов, сите се соочуваме со некои проблеми во животот. Дали било здравствени, дали било проблемите во општеството што ни е какво што ни е, на работа и така натаму.
надежта и волјата се многу клучни во однос на секојдневието. Значи, во се што работиме, па дури и еве оваа емисија сега што ние ја имаме, ако не се надевам дека ќе биде нели добра емисијата, убав муабетот, да имаме што да пренесеме до нашите гледачи, можеби и немаше да се случи. Значи, колку е тоа важно, еве од ваш аспект да ги информираме нашите гледачи, надежта и волјата, колку се важни во секојдневието во однос на се, и да си го сочуваме мирот во себе, и да си го сочуваме здравието од оние стресни ситуации, да се надеваме дека ќе биде подобро да го заборавиме, нели лошото да го заборавиме минатото. Како да постапуваат луѓето? Па знаете, како да научат и прочем и да се надеваат, пошто понекогаш луѓето се толку очени што и не знаат што е како да се надеваат, како да научат. Па да, затоа јас ја почнав елаборацијата малку пошироко да видите како они се атакувани и можеби не случајно се доведени во ситуацијата на тотална зависност. И кога си тотално зависен од надворешен фактор, ти не можеш да управуваш со себе си. И сега каде излезот? Да мораш да се вратиш кон себе си. Значи гледате, главниот однос во животот не е односот кој го имам кон другите, зашто другите може да бидат личности на духовна неосвестеност. Односот кој го градам кон самиот себе си. И тогаш си велам, што мене ми е потребно да се чувствам мирно и опуштено. Точно, потребни се парите, потребно е доброто здравје, потребна е социјалната поврзаност со другите интеракцијата. По мене најбитно е семејството. Така. Значи сите овие нешта се потребно. Некогаш ете си не оневозможен тоа да го постигнеш. Се има себе си, не можеш да избегаш од себе си. Еве ние кои ќе излеземе од вратата, ние себе се носиме. Ние нашите блиски не ги носиме. Ние нашата душа, состојбата на нашата душа, позитивното чувството, разговорот, навиката која што не облагородува, надежта која ја носиме во себе си дека ќе биде подобра. Значи ние сме сами сме одговорни за себе. На крајот не е веќе ова социјализмот на колективизмот, каде што нели управуваа нештата надвор од нас. Сега е капитализмот, индивидуализмот. Ние сме тие кои мора да бидеме среќни, но главната несреќа е што живееме со чувство на недостиг. Ние не гледаме што имаме, ние перцепираме што не недостига. А нешта кои не достигаат има многу. Што може би имаме во моментот? Може би имаме можност да бираме. Може би имаме можност да се насмееме вака. Може би имаме можност да дадеме убав збор. Може би имаме можност да прекратка да дадеме на блиска личност. Може би имаме можност да отидеме кон љубовта, да дадеме љубовта. Или да бидеме среќни, радосни, што сме здрави, што сме живи, што имаме опција да се движеме и да се надеваме. Така. Колку луѓе во моментот тоа да научиме да бидеме среќни со она малку што го имаме, а се што е од повеќе нели е добро дојде. Да, најголемото задоволство е душевниот мир, опуштеноста. А најголемиот непријател ви е грижата на совест и чувството на вина. И неретко некои негативци тука не напаѓаат. Ни создаваат чувство на вина, или ние си го преземаме. И ние мислиме дека сме виновни. Виновни за одреден однос, виновни за одредена ситуација која ни се случила, виновни зашто тоа не сме успеали, и ние си чувствуваме вина. И кој има чувство на вина, немаш мир. Значи, прво решение, тргни се од чувството на вина кој некој ти го акумулира. Односно, ако се чувствуваш виновен, тогаш пристапи си самиот кон себе си, или отиди во духовен храм и барај си прошка. Значи, простување, покајување, духовно трансформирање. Постојат опции. Така ослободи си, повеќе не греши. Но, грижа на совест. Грижа на совест за некои проблематики од животот. Но, кој човек е безгрешен? Кој човек не направил некоја грешка? Зашто да се товари? Не, ќе се ослободи. Значи, најстрашното е кога ние во одредени односи дозволуваме негативната вибрација, негативната личност, негативната состојба да не заробат и ние да живееме како ублажено незнаење, сметајќи дека ако излеземе од оквирот на таа негативност ќе ни биде полошо. Не сваќајќи дека ние тонеме се подлабоко и подлабоко живи од песок. Значи, покрај волјата и надежта потребна е храброст. Но за да имаш храброста, мораш да имаш перспективата. Која е перспективата? Со ништо да не се окупираш, туку да размислиш како да се спасиш. Значи, гледате понекош до што доаѓаме. Не доаѓаме до врвот. Не се ние кога сме овде у бездната, се како ние у бездната сме сакаме да дојдеме таму на височините. На врвот на нештата. Не можеш да дојдеш. Ти едино можеш да дојдеш да се искачиш од бездната, да дојдеш на едно цврсто тло. Како тоа се искачуваш? Со тоа што сваќаш дека нема веќе толеранција на негативно, кај што мораш да се излечиш од одреден однос, кај што мораш да се погрижи за самиот себе си, мораш да размислиш за својата душа, мораш да спогнеш сила, храброст и да почнеш да си кажеш афирмации. Кои се афирмациите? Да си се опуштиш навечер и да си речеш мир, мир, полек. Се ќе биде добро. Опушти се. Љубов да ја дадеш на својата душа. Сите овие методи ги има книгата. Да. Значи, да ја речеш на душичка, јас те сакам, јас сум тука, ќе биде добро. Гледате се што се случува.
умот и се обраќа на душата. Така. Срцето е растрепирано, срцето кога е во Тоа е на немир. некој начин говор со самиот себе. Така е. Значи некогаш, нели, срцето реагира, не реагира на љубовно разочарување, реагира на некоја животна ситуација, добива аритмија или такикардија. Едноставно мислата му влие на срцето, но гледате сега, ако мислата влие на срцето, мислата влие на душата. И тогаш нашата мисла си се обраќа на самиот себе си. Си дава еден пострек, си дава една надеж, си дава една светлина, си дава едно позитивно чувство дека се ќе биде добро. Полека. Значи, гледате, нема трчање. Во бездна ти сакаш да трчаш, или во лавиринт ти сакаш одма да излезеш, па ќе се изгубиш, ќе потрчиш силата. Прво што треба да направиш да почнеш да се движиш. Се движиш со мисла, со афирмација, со позитивен збор. Па потоа, релакс музика. Пушти си релакс музика. Стај си слушалки. Нека те релаксира. Отиди во природа. Слушни го жуборот на реките. Поседи некаде кај што птиците Се она цвркотат. што ќе може да ве гази ги лисијата. Седи си на некоја клупа, прочити си книга. Дистанцирај се, отиди на културна манифестација. Земи си некоја книга, нека те подсмири, ама немам концентрација, ама сум изместен. Читай 5 минути. да бидат Утре ќе упорни, читаш да се 15. задавачат, така. Другиот ден ќе читаш 45 минути. Внеси нова енергија, испери ја старата негативна енергија и дади си надеж. И на крајот си кажува зборови. Значи зборови. Си проектираш она што сакаш да го видиш. Сега некој има проблем во љубовта. Си проектира, си визуализира како е среќен во љубовта. Како шета со саканата личност, како се средило, како здравствениот проблем на некого се надминало, Так. како он си постигнал мир во себе си. Значи гледат, телото на болката се менува, се трансформира во тело на хармонија. Не оди тоа преку ноќ. Тоа е еден долг процес. Но телото на болката Ако што е постојано му научи? го долеваш Да. на Тело на болка е затоа што ние од можеби од детство, од младост и од секаде се бориме. Така. И ние се научивме да се бориме. И ние се во немир се штитиме. Гледате што ви зборав на почетокот. Така. Ние се штитиме од 1000 работи, се штитиме од болести, Да, од премногу, негативни лица, негативни од повреди, работи, од емоционални страдања, од безперспектива, да не паднам у бездната и така натака. Да задржам работно место, од она што некој ни го кажал, па се штитиме и ние саме зид. И ние така го навикнуваме телото на зидот на штитењето, ние не сме ослободени, не сме спонтани. А зашто да не бидеме спонтани? Да речеме, ве сакам, те сакам, имам убава емоција, ти пренесувам, Така, да, почувствувам. Еве токму Нели во е контекст на ова што го говориш, во однос на гневот, стресот, напнатоста, стравот и сличните емоционални реакции кои што, како што кажа ти, потекнуваат од умот, а да се навратам на почетокот она што го кажав дека сето тоа влијае врз нашето здравје. И понекогаш дури и ќе се запрашаме па од каде сега? Така. Нели, од каде, зошто се појавила оваа болест, зошто некој се разболел од ова? Можеби човек и не е свесен дека понекогаш толку многу емоции потиснува во себе. Зошто е важно тие емоции некако да се научиме да ги исфрлиме од себе, да не сме гневни, да знаеме како што кажа и ти, да кажеме убав збор Так. некому, додека кажеме лош, да знаеме некому да се насмееме, да не реагираме бурно, да не бидеме гневни, да не бидеме лути, подобро да бидеме смирени, можеби на таков начин и ќе научиме да го исфрлиме сето она што е емоционално потиснато во нас. Видете, Виолета, сега тука, например, има и нешто што ќе го надополнам во еден друг контекст. Неправдите се случуваат. Некој не атакува, не акумулира гнев. Да. Гневот Тоа е неизбежно. е во нас. Создава емоционален отров. Создава будење на кортизолот. Влегува му стресна ситуација. Ако таа трае, ќе ни создаде болести. Понекогаш мора да го исфрлиме гневот. Се дава 48 часа. Тоа и американски невропсихијатри го имаат асоцирано, од кој една Џудит Орлов, енергетски психотерапевт, она асоцира во рокот од 48 часа имаш право да го исфрлиш гневот. Сега не велам ја гнева да го исфрлиш, да атакуваш таа личност, да се викаш, тепаш така? или нешто друго да правиш. Мораш да најдеш начин да го исфрлиш. Замислете, има една креативна форма на пишување. Па ја делам на Вие оваа дадовте книга. многу интересен пример со познати личности. Еве, ќе го споменам, Майк Тајсон беше, нели? Да. Што имал последици од лошо детство и некако го акумулирал во бокс. Да, го акумулирал во нешто позитивно, со што нели еве. И сепак не издржал, толку бил силен кај него афектот, тоа чувство на неприфатеност, несаканост, што нели кога налета таква му беше среќата, а среќата е најголема ако ви се погоди партнерот, партнерката, нема поголема среќа, да знаете. Така, нема, да. Љубовта е нешто што не не може случајно да се спореди. Майк Тајсон одаде на други работи, плюс не се едуцира
провоцирал, не читал, налетал на некоја користолюбива. Актерката Робин Гивенс, која што била алчна и која го провоцирала, а некојаш го провоцираат за да направи некој конфликт, па за да потоа плаќа обештетувања. И он во таа неконтрола не ја истепал. Автоматски таа го изманипулирала, подоцна он потлекнал и на така наречено силување, а тука нешто друго веројатно било во игра. И он не ги владеел своите емоции. И гледате сега по некоја животните ситуации во што наставаат. Некој не провоцира, не атакува. Некој не доведува во ситуација да ние реагираме без Треба да знаеме и кога да... Да, а нештата се на наша страна. Ние сме во право. Личност не мести. Не мести со нешто или личност правила некои неубави работи, направила гревови или ред аспекти и потоа ние доаѓаме во ситуација да заштитиме, а личноста дополнително сака да не намести, ние да изреагираме гневно или да влеземе во афект. Без разлика на се, ние мора да си ги задржиме емоциите, да не си дозволиме да не понесе лошата река. Ако те понесе лошата река, отиде таму, може ќе се удавиш. Но, ние мора да најдеме начин тој гнев како да го изфрлиме. Тој не мора да го изфрлиме директно со атак на таквата личност. Така. Со дистанцирање или понекоја со опишување, понекоја со вежбање, понекоја со трчање. Да најдеме некоја смисла која што... Да, понекогаш што ќе она не што се вика извади од удри таквите или ситуации. почекај 10 секунди, немој да реагираш. Значи, ние мора да го контролираме умот, застанеме но малку, пред да. се емоциите. Да знаете, емоциите се над умот. Така. Емоцијата која ни е повредена го контролира умот. Затоа се афектни дела. Во афект наприл... Да, меѓутоа тука сме уште малку време имаме, би сакала некако како вака да го заокружиме разговорот. Цело време говориме за тоа како треба. Меѓутоа ми се чини дека луѓето и не знаат како треба нештата да ги направат. Впрочем, затоа и го говориме ова на некој начин барем малку да им иницираме нешто во нивната свест. Еве како што кажавте, да најдат нешто позитивно, да земат да прочитат една книга, да слушаат музика која што ги опуштаат, да појдат да пешачат, да возат велосипед или било како, за да го најдат мирот во себе. Видете, на пример, еве кај муслиманите има тие бројаници, они ги земаат и се дефокусираат. Да, нешто што ќе ги смири во секој значи случај. суфиите. Значи едноставно се дефокусираат. Второ, еве, пророкот Мухамед има напишано за хадисите, да се непрекрасни етички текстови. Значи, доволно ги читаш. Во светата книга Библијата имаш исто така поуки. Имаш псалмите, имаш Соломоновите изреки, имаш од Новиот Завет. Значи, внеси се во новата димензија, другата димензија, отиди во духовен храм, фокусирај се на божественото, направи си една молитва, поврзи се, опушти се. И само ако имаш проблем, кажи му на Бог, обрати му се. Бидејќи две категории помагаат понекогаш. Бог или ти сами од себе си, собствениот однос кон собствената душа. Така. А Бог како помаѓа? Ќе ти ги покаже, ќе ти ги донесе вистинските личности. Ќе ти ги покаже знаците, ќе ти го најде, ќе ти го покаже излезот. Зашто? Затоа што чукна. А ние не веруваме, се отфрламе, живееме во недостиг, само критикуваме и бараме спас. Како ќе го најдеме спасот, а не работиме на себе си? Значи, мораме да почнеме со првиот чекор. Првиот чекор е фокус кон самиот себе си. Значи, гледате, опуштање, Така. детоксицирање од лоши луѓе, лоши ситуации, елиминирање на минатото на состојбите, фокусирање кон себе си, прифаќање, одврзување. Сега гледајте го манифестацијата. На крајот, најклучната работа, која што се гледа и не може да се сокрие, што љубовта не може да се сокрие, ниту кашлицата, не може да се сокрие ниту енергијата, ниту внатрешната смиреност или дисхармонизираност. На крајот, кога ќе дојдеме до сите овие ситуации, тогаш нашата енергија од нас ќе кажува се. Ние ќе зрачиме, ние ќе бидеме подмладени, ние ќе бидеме чувствува на лицето. Така, ние ќе бидеме поубави, ние ќе бидеме се. И на крајот со таа наша вибрација ќе привлечеме и ќе се надоврземе на добри луѓе, оние кои што вистински нас заслужуваат. Што значи? Кој ќе дојдеш до себе си, кој ќе се спаси себе си од собственото его, кој ќе се дистанцираш од негативното, кој ќе се обратиш кон духовното, кој ќе го бараш духовното, ќе видиш чудо. Чудото ти се гледа по енергија, по вибрација. Ќе бидеш опуштен, ќе бидеш умир со себе си, ќе бидеш хармонизиран и ќе привлекуваш луѓе на соодветна вибрација. Так. Значи, тогаш и негативците нема да сакаат да бидат покрај нас. Зашто никој не сака во огледалото да го види она што го нема, а што некаде фактички некој друг го има. Бидејќи луѓето се завидливи. Само што како за крај има ли надеж во младите генерации, бидејќи нели во однос на предавањата кои што ги имате со студентите на универзитет? Па да, јас сум презадоволен од моите студенти на Европскиот универзитет, тие ги следат предавањата и како и секогаш сакаат мене да ме слушаат и на секаде кај што држам предавања, има наде за младите. Но понекогаш мора да почнеме како од прво одделение. Наспроти
Првино да збукат. заглупувањето, Така. наспроти шундот ниските вредности, наспроти лошите примери, ние мораме да асоцираме на афирмативното, на позитивното, на светлосното. Светлосното првично произлегува од позитивната вибрација. Значи, се ја бираме и се определуваме за позитивната вибрација. Таа бара повисока свесност, таа бара мир во себе си, таа бара мудрост и таа бара љубов. Живи во љубовта, ќе го имаш Бог во себе си. Го имаш Бог во себе си, никогаш не си сам, се ќе ти биде отворено. Така, се надевам дека се тоа што го кажа Зоки, значи кога ќе имате љубов и мир во себе си, ќе бидете нели и вие поотворени и за самите себе и за оние кои што нели ги сакате и почитувате. Ти благодарам Зоки за денес. Тука само би се надоврзал, благодарам и дека мора да се читаат книги, како што Така, се моите да. книги. Ева, И ова е можат да нова си ја книга, најдат. многу понеобично сите претходни 7 книги. И драга моја почитувана пријателке Виолета, благодарам на поканата за гостувањето. Се надевам дека бевме интересни и дека Така, мене прозрачите емисијата ми со помина позитивни за миг, вибрации. се надевам и сето она што го слушна гледачите ќе им биде од корист и барем ќе успееме, ако не 100%, 50% да делуваме, да малку го сменат начинот на мисла и на живот во секојдневието, се со цел нели да има добро здравје, да бидат оптимисти и само така нели ќе зрачат со позитивна енергија и ќе привлекуваат позитивно до себе. Ти благодарам за кој Благодарам многу и на вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам за денес и посакувам пријатен остаток од денот, а ние се гледаме за 7 дена во исто време.